Почнуваме со студискиот дел. Во студиото на телевизија 24 е Радован Димитриевски од Рибарски приказни Скопје и Ангел Иванов од Сдружение Вардар МК. Благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за оваа тема. Благодариме. Благодариме многу. Благодариме што ме повикавте. Јас на порталите први ја видов оваа ваша мака кај што ја изнесовте дека македонските рибари плаќале највисоки концесии или највисоки дозволи за рибарење во целиот регион. Во Македонија веќе 9000 денари е таа годишна дозвола, на нејзе има и уште 400 денари легитимација тоа годишна што доаѓа како чланарина. Маќе веќе дозволата е околу 9400 тука негде. Тоа е за една година. За една година, да. Првично од јануари се вадеше, сега има некој новитет, промена, некоја ќе важи од датум на датум. И сега останува дека цената е висока, 9400 во споредба со околните држави. Србија е 4500 наши пари, 4500 денари. Бугарија е веќе 13 до 15 евра. Грција, Албанија е доста пониска, дури во Грција и слободен риболовот за рекреативен дел. И така, останува многу тежок период за луѓево. Има разлика, дозвола за море, дозвола за езеро, за река. Не, во Грција можеби има разлика околу морските риболови. Во Грција претежно да туристите не бараат. Не бараат, да. Не оставаат секаде и за сладководните води, например по реките, додека за морски риболов од со чамец обавезно од брег не. Ние стално одиме и поради овие сега скапи дозволи во Македонија, пошто се 9000. Поисплатливо е да одите до Солунда. Или во Бугарија бодат, пошто лани беше 13 евра во Бугарија. Државна дозвола сега е 20 евра. Кај нас беше лани 8300, сега е 9000. Што и важат за сите води во Бугарија. А кај нас не важеше за сите води во Бугарија, важеше само за тие води кај што нема концесија и бевме приморени рибарите, например, сака да појде во декември. Добро. На Дојранско езеро беше приморен да извади државна дозвола, пошто на тие за цела година. За цела година ќе му важи само 5 дена или 10 дена во декември. Сега тоа веројатно ќе се смени и бараме да се смени од нова година, значи да важи 365 дена, колку што како од регистрација. Од денот на вадење до денот до наредната година, така и во Бугарија. А нема опција двонеделна, месечна, има опција, види за тие води кај што нема концесија, нема опција таква. Таму значи мора да извадиш државна дозвола, а кај што има концесија има опција месечна, тродневна и дневна. Така да бевме принудени да вадиме државни дозволи, кои 8300 беа минатата година. И многу риболовци беа казнати, поради тоа што нема од кај да извадат и сега 8300 да извадиш ти за 5 дена или за 10 дена, нема логика, мислам, во рибарство. Поделени сте или здружени во здруженија? Колку здруженија и колку риболовци има во Македонија? За каква бројка станува збор? Регистрирани? Некаде здруженија. Да, во Македонија некаде околу 43.000 и нешто се членови на МРП со легитимации. Сега тој список колку е пречистен не знам. Инаку годишно државни дозволи остави вадат околу 15.000 рибари секоја година, значи толку се активни. А здруженија мислам дека има околу 50 до 60 здруженија во МРП. И мислам дека е проблемот што треба сето тоа да се прочити согласно закон за здружение на граѓани, на 2 години треба да се направи ажурирање на податоци на членство, така да ќе знаеме колку точно имаме членови во МРФ, дали сме можеби трета политичка партија или не. Ваква бројка како што кажавте? Да, пошто ако ги собереме ловџиите, ќе го напуните плоштадот. Плоштадот ќе го преполниме. Па и треба веќе, да. Не, се спрема и митинг, ако нема, ние бараме да се намаламе. Овие барања, овие ваши молби или иницијативи, гледам дека веќе имате и онлайн петиција за измени на законот за рибарство, ги посочивте некаде во ресорното министерство, разговаравте со министерот, со советници негови? Петицијава за намалување на државната дозвола, односно пошто државната дозвола се регулира со закон. Значи претходно успеа да се вметне во закон 1/5 од просечната плата. И сега министерот не може да бега од тоа. Ние затоа бараме измени на законот за рибарство. Пошто да му дадеме простор да се намали сето тоа. Ние баравме уште од 2022 година кога почна
предлог законот, мамо тоа ние баравме една петина од минимална плата, тоа да биде сега како Србија 4000-5000 денари, но нема шестлуки, дојде до ова. До просечна. До просечни, тоа е многу сега за нас стандард, какви води имаме во однос на другите држави околу нас, да кажеме Бугарија, Србија, Грција, а ние да имаме најскапа дозвола на Балканот, а најнизок стандард. Мислам нема логика затоа бараме хитни измени. Сегашно петицијата веќе има 2000 луѓе подпишано. Многу здруженија, некаде околу 15 здруженија ни дадоа поддршка. Се тоа што го собираме, сублимираме, така да овие денови, ова наредната недела ќе го доставиме до Министерството за земјоделие и до Собрание на Република Македонија да се иницира измена на Законот за рибарство. Која сума би ви одговарала, ако може така да лицитираме сега тука? Сума од прилика што знам. Ете таа нешто напомна тоа, ако таа Една петина од минималната. Да, ако би било околу 5000 денари, 4500 денари би било, ете и споредно со Србија. Да, на таа висина би било, што знам, така идеално. Мислам. Што овозможува таа лиценца која ќе ја добиете вие како риболовец? Што може да правите, каде може да ловите риба, колку риба може дневно или од едно риболовање да извадите? Таа годишна. Не, тоа ми е во ред. Меѓутоа, каде се може да додите на риболов и колку риба денеска може да однесете дома? Па за секој ревир, секој овако концесионер, секој си има свој правилник на работа на делот, колку може денеска да се овозможи риба, која риба, колку може да се лови, како, што се си има препишано секој концесионер. А може да се лови на сите ревири во Македонија, освен ако немаш републичка, што напомна Радован, тогаш не можеш да ловиш каде што нема концесија. Има и две подрачја кои се прогласени како атрактивни зони и на нив немаме право да ловиме. Таму важно само Кои се тие зони? Тоа е еден дел на Треска, три се, еден дел на Треска горе под Матка, видно. Мавровица езерото и еден дел од Радика. Тоа се заштитени зони? Атрактивни зони се наречени, и таму не важат тие државни дозволи, нема ни годишни дозволи, има само дневни и така натаму. Што, например, и тој начинот на доделување сега, ние, например, тие атрактивни зона, една треска од 3 км, не може да споредиш со Охридско езеро, па не може да биде таа поатрактивна од Охридско езеро, или ова Мавровица е една бара во однос на Дојранско. Кој врши контрола, ме интересира? Има посебен инспекторат? Кој што излегува на терен, ве легитимира, ви бара дозвола, проверува во автомобилите, во мрежите, колку сте ловеле? Секој концесионер треба да има собствен рибачувар вработен. Добро. Кој е тој. На него му помагат Државниот инспекторат за земјоделие, додека Македонската риболовна федерација има своја рибачуварска служба која врши контрола само на водите кај што нема концесија. А по реките е на Вардар? На Вардар концесионер има на Вардар. Интересно е тоа што, например, да ги земеш, Вардар е поделен на толку многу риболовни ревири, за да извадиш ти дозвола годишна за сите поединечно, од извори до границата 3000 евра. Нема логика. А не важи една Таа е државната. Таа државна скопска. Иначе секој си има посебно годишна дозвола, секој си одредува. Тука сега се прават можеби некои например, членовите на Македонска риболовна федерација се составени од две најголеми друштва, претежно 90%, тоа е од Вардар и од Рибар од Скопје. И сега тие на нив ги одговара можеби ова висока цена, затоа што 30% од таа дозвола, тоа е некаде околу 2700 денари, остануваат директно во нивното дружение. Добро. Па може да извади дозвола, некој државна дозвола, може да извади само, например, да платиш на концесионерот во општината кај што живееш. Например, јас сакам сега да платам во Девар, да извадам таму државна дозвола и таму да останат тие 30%, не можам. Со закон го тоа ограничија, мора да платиш во кај што ти е личната карта во место на живење. Едно време немаше, во законот не беше предвидено, например, ако некој нема концесионер таму, на кого да платиш и не може и така да беа тулитава се направи пошто во општина каде што нема река, нема езеро. Нема концесионер, не и така, пошто законот се донесе еден ден пред да се распишат парламентарни избори и беше вака хаос, затоа нешто се брзало, значи тоа. Значи побрза постапка и се измеша. Многу било хитно тоа за Мислам дека тука притишок вршеа концесионерите за стопански риболов и концесионерите за атрактивните зони, пошто кај нив не важат тие државни дозволи, пошто многу се види, еве што се случува, на пример Скопје има Вардар 5000 членови. Да извади 5000 државни дозволи и сите може да ловат секаде низ Македонија. Парите остануваат кај нив, на пример за другите езера вадат по една, две, три
И тие се оштетени на некој начин, пошто не вадат кај нивни државни годишни дозволи, туку вадат државни дозволи што важат на цела Македонија. И сега другите концесионери се бунат. И така. Во однос на децата, до која возраст треба да има дозвола? Веќе од 15 години. Да, до 15 години, значи може да лови, мора да поседува легитимација и да лови во присуство на возрастно лице кое поседува дозвола, а над 15 години веќе може да И самото да се Добро, Така е. што доколку кои се санкциите ме интересира, казните, доколку немаш дозвола и доколку си уловил повеќе риба од она што е дозволено. Како се движат казните? 500 евра, да, мислам. 500 евра? Да, мислам дека почнуваат од 500 евра. Да, тука се некаде, види, тука беше, во претходното беше и имаше некоја смешна одлука да, например, прво се опоменат рекреативните риболовци, ама тоа можеше да доведе до некоја анархија, пошто сите можеме да го искористиме тоа право, да идеме еднаш без легитимација, еднаш без дозвола, значи цела Македонија. Да, се приметува, Радовар, се приметува, нели, особа која криволови и која отиде на се приметува да виот дека. Жалосно е што ние се залагаме, например, на ниво на Република Македонија, ако зборуваме за таа заштита, бараме да се... Да, некој има, сакам да кажам, кејф или време еднаш месечно да излезе да може да се трската. мора да има легитимација, таа легитимација, сите тие пари одат во федерација. Да, имаше и тоа некои доста смешни работи. Тука е многу, сега исто интересно, сега, например, федерација исто така здружение. Добро. И сега со закон му одредија каде да ги троши парите од сланарина, што нема логика и затоа се поднесени и до устав барања за промен да се блокира законот. Пошто нема логика на здружение ти да со закон да му диригираш каде сланарината да ја троши. А обврските кои се на концесионерот? Да, Порибување, одржување, не знам. За секоја концесија постои риболовна основа, с која таму е предвидено све, колку треба да се пориби, колку и Добро. Каде има најквалитетна риба, ме интересира. Еве. Најквалитетна. Околу риболов, мислам дека Охридскиот дел има убава риба. Охридско езеро. Пастрмки има? Па има, да. Нема. Сега моментално нема ништо. Не. Дали беше таа забранета за... Па беше. А во секоја кафана? Да, па сега, тоа е да, има доста. Најтрагичното беше забранета, сега до кафана имаш и на мене имаш. Концесионерот тогаш за стопански риболов изјавуваше дека уловил за 5 години 400 килограми, а дневно во Охрид се трошеа за време на сезоната по 1 тон. Мислам немало. Да, значи немало контрола. Така, да. Немало контрола, тоа е исто голем проблем. Проблемот Маврово има добро, Дебар има убави. Овие околу Крапскиот дел преспа. Доена Охрид, така. Затоа ние бараме да се чуе гласот на рибари. Види што е проблем кај нас. Проблем е што, например, еве да кажеме во Америка председателите со Буш, Обама, сите се рибари, прават спотови за време на кампања на Тоа што им одговара нив. Не со рибари прават, еве и Путин. А кај нас имаме лидер на политичка партија што е рибокрадец. Така да тука е апсурдно што насиот глас никаде не се слуша. И затоа е покрената и оваа петиција, можно и да дојде до голем протест. Пошто на вистина ова што не го права. 40.000 луѓе ако излезете со трските пред влада, 27 да излеземе за почеток. или пред собрание се исто. Ќе биде Така, нашите права барања се реални и мислам дека мора да и треба да не излезат во протест. Да, дефинитивно заради тоа што не е Тука добар. ние бараме исто така и например да се смени тоа како се добива концесија. Сега не може само ти, например, правиш годишна програма, па правиш сега се доделуваат на 12 години 12 годишна програма. Правиш толку рибочувари, толку порибување, вакво еколошка заштита и едно друго. И сега доваѓаш кој ќе треба да се одлучи кој е концесионер, одиш само на лицитација и на јавно надавање и кој ќе даде повеќе за државата. Така, тоа на тој му е доделува. Тој е концесионер. Значи се друго ти не важи. И сега е многу битно и сега што се случуваше? Се случуваше некој и до 550% да даде на државата. Значи ако даде 100 денари, 550 треба да даде на државата. Тие концесии не се Ма и 100% некој имаш и 800-500 прилив. Да, 100%. Тоа е нереално веќе. Само да го Ма не како може и да пропаднаа тие поседа, ама сето тоа во штета на рибарите, пошто таму после не беше дозволена не беше дозволен риболов. Да, и ревирот е Значи, уништен. што е со рибократците? Тоа е исто голема тема, тешка тема. Рибократците се константни. Нон-стоп ги постојат, тие повеќе постојат од самите рибари. Не, ние бараме... Како се краде најмногу со мрежи, со динамит? Се. Секако. Фатено се е фатено. И сите ревири се прават. Ние бараме да се формира рибарска полиција. Од овие пари што идат во буџетот се облегуваат
има доволно пари да се формира рибарска полиција, која ќе биде наоружена, ќе биде мобилна, ќе има современи средства за да може да се заштити, пошто мрежарењето е кривично дело. Согласно член 229, значи може и да приведат и така. Неколку таква да се направат акции, да се приведат, да се осудат и ќе се реши, мислам, проблемот. Сега и во овој закон што е постоечки, исто така порано беше судот одлучуваше за тие работи. Сега не одлучува судот, и одлучува второстепена комисија на самото министерство. Значи, кадиот те тужи, кадиот те суди, едноставно. Испаѓа. Така да има многу нелогичности во законот, затоа бараме итни измени. Што е разлика, сакам да прашам, меѓу спортски и комерцијален риболов? Каде е разликата? Спортски, рекреативен и комерцијален. Ајде, да не зборам само јас. Комерцијал. Нема проблем. Ако радо држи тоа слободно околу спортскиот риболов. Веднаш ја пуштате? Да, спорт. Да, па спортот е и секој спорт си има одлука самото особа да спортува, да не оштетува, да не носи, да не. Значи самото ловење се прави во однос на спортот. Самиот збор кажа спортски риболов. Значи фати, пушти, си храни тоа што му е потребно за тој ден да има највеќе излов. Значи едноставно ревирот не го оштетува. А комерцијалниот риболов каде што самиот збор ти кажа комерцијален риболов што значи. Значи да има затоа ревирите, они се викат ние од ревирот ние помагаме на ревирот, пуштаме риба, не го злоупотребуваме, а ние на ревир Македонија нема риболов. Нема риба. Значи некако комерцијалниот е да го изфилтрира, да го самиот да му се исплатиш да се. Жалосно е што комерцијален риболов има само на пример на Дојранско, Преспанско и на Охридско. Претоа имаше и на Дебарско, па се буневме и на Тиквешко, значи акумулациите ги празнеа со мрежи. Но и тука има парадокс еден исто така, на пример во Охрид сега има 9 концесионери кои ги контролира и така тоа, они се тепат меѓу себе за скелиње. До каде е моето, до каде е. Друго е многу интересно, на пример концесионерот за рекреативен риболов на Охридско езеро има обврска да пориби, а додека концесионерот за стопански риболов нема обврска да пориби. На него државата му порибува, тој само жнее, затоа што прави вештачкиот мрез го финансира државата. Тоа мора да се смени, тука се на големите манипулации и така над. И тие контроли колку, како, што и... Но не да почнеме, а ние мора да почнеме. Але некаде мора да се почне. Тука е зборот. Овака е многу опширно, темите се многу големи, Радован ги принесе сите проблематики, овака за обичниот, мислам дека тешко да се разбере све, али мислам мора да се почне пониски дозволи, малце, да има контрола, како што кажа на секој ревир, да има таа полиција за да апси, да има дозвола за да приведе, иначе овака иде рибочувар, тој ако му рече, или се врзани, веќе тие неисти рибочувари, 20 години пријатели ќе се изгушкаат, ај терај, знаеш. Иде брзо, може би се врзани па продаваат заедно риба и така. Слушаме такви моменти. Да, тоа ви од терен. Годишно која е математиката? Колку 2 милиона некаде евра се вртат околу и стопански го земеме некаде. Поминало околу 2 милиона. Да, ама види државата нема корист многу, имаме ние посебни тамо статистики од комерцијалниот риболов. А на црна, ако 2 милиона е па уште еден и 3 пати повеќе. 3 пати повеќе и така. А за еден рибар колку се трошоците на годишно ниво? Како мислите? Ете и за концесии, и за трски, и за материјали, за патување, за отприлика некоја има спортски, има рекреативен. И сега тој рекреативен колку е влезен у таа, колку има желба, а спортскиот е многу тежок. Значи комплетно целогодишно ниво може да те кошта и 10.000 евра. Ово го допремо од трскиот храни, од контизации, од надпревари, од гориво, од се. Толку чини кејфот. Да, не, види, значи, треба да разјасниме, спортскиот риболов се надпреварите. Така. Значи, затоа тоа не чини. Значи, рекреативниот риболов е оделен, друго е комерцијален риболов. Значи, имаме три врсти. На три дела. Така да во спортскиот риболов се исклучиво надпреварите. И сега риболовците се бунат. Учествуваме на регионални, на европски? Идеме на светски. Тука имаме проблем малце. Ќе разговараме ако имаме и време, ако не ќе оставиме околу дозволите. Околу надпреварите имаме сега нас дефинитивно секогаш немаме финанси, многу тешки финанси. Се сме проблеми. Ќе треба сам да сместување и пат. Јас
Тоа веќе кога те представува држава или представуваш надпреварувач од оваа држава како првак, например, ако било која особа станува првак на Македонија, таа е редно државата да го финансира. Дали иде Шпанија, Хрватска, не е Бугарија. Зошто да не? Тие константно немаме финансии и тој треба се сам. Значи, Како и за многу спортови, не е само тоа. И тоа е проблем, не. Најчесто тоа се индивидуални спортови каде што. Кај се на пример приходите, кај се парите, не знам зашто. Има агенции за спорт, има милион извори каде што треба една особа две да се финансира. Ја така мислам. Не знам. Така и треба. Не мислам дека има мала подршка од агенција за млада и спорт. Не знам, таму сме ставени во некоја група рибарите, мислам и така. Учествуваме на сите, и оваа година да најавам дека ќе имаме светско првенство за сениори, можеби прво светско првенство за сениори зборуваме, сме имале за младенци, младенки, жени и така. Ќе се одржи на акумулацијата Маврово. Ќе биде еден голем настан кај што ќе учествуваат светски имиња, брендови. Така да ќе биде спектакл и тоа треба да се подржи. Се на 95-та година се сеќам во Шпанија поднесовме ни апликација за организирање на светско првенство и сеќам имаме услови, имаме води за такви нешта. Да, имаме. И тогаш требаше се одржи на треска за пливка беше на акумулацијата треска, но тогашниот градоначалник не дозволи. Мене не ми е јасно зошто ако доваѓаат 2000 луѓе, например, да имаш ти прилив во една земја и така. Така да некои абсурди. Али сега веќе во Маврово, можеби Дебарско езеро е поуба патека за надпревар, но проблем е сместувањето. Тоа е количина на луѓе да ги сместиш. Кога повеќе јаде од сабајле или навечер? Понеделник. Во понеделник. Најдобро во понеделник. Понеделнички, да. Кога се појде на работа. Не, утринскиот дел е најдобар. Така мислам. Утринскиот дел е добар и преквечерниот дел. И зависи и до вакво. Зависи и до човекот сигурно треба. Техника, спортот. колку е битна техниката? Техниката е најбитна. Идеална. Јас сум лично ќе кажам, од мене јас сум спортист. Јас спортувам долги години и рекреативна и спортски дел околу риболовот. Па техниката, начинот на хранење, начинот на исчекување, начинот на вакво, значи се има удел, огромен удел. И така, има проблеми. Ќе биде празен мојот ако не ве прашам која е најголемата риба, колку тежело таа што сте фатиле. Јас најголемата риба. Ја крап имам извадено најголем. На Вардар 16,6. 16 кг и 6. На кој дел од Вардар? Овдека во кој Ева на тука, во тој дел. Овдека и Мерцедес. Да, во тој дел тука. Заре може да има токава риба тука? Па ете, излезе. Има риби, има. Има само зависи кој период како мигрираат, како шетат. Има периоди кога тука се, има периоди кога одат наваму. Тие мигрираат, четат у големи јата групи, одат, имаат и зимувалиште негде. Тука исто многу голем проблем. Тој треба дел да се заштити, го знаат. Да и рибочуварите и таа што минава. Значи тие зимувалиштата треба да се заштитат потхитно. Има каде што се мрести, има каде што едноставно шета, ужива. Значи, тоа е природно. Струјата колку е битна на водата кога се лови риба? Зависи ако е битна. Значи, ја најголемата риба, жена ми имам фатена 90 кила. Така, па риба, добра. 90 кила. Па толку тежи жена ми. Добро беше. Инаку, можеби мора да се обрати внимание на тоа порибувањето, пошто во Македонија, и тоа да се контролира, да. Во Македонија немаме рибници ние за бела риба, за други видови риби освен за пастрмка и крап. И сега ти порибуваш води каде што нема логика пастрмката да опстане, а должен си со закон да порибиш. И се порибува со такви видови на риби. Или Вардар, во средина на Вардар да пуштиш си крап на она брза вода, да се задржи, нема логика. Така да мора да се отворат рибници за бела риба, мора да се сменат. Инаку можеби тука се и најголемите наши обструкции во врска со порибувањето, пошто порибуваат една-две фирма, тие беа некогаш и председатели на МР, па и сега се пак генерални секретари или во управен одбор или било како. Можеби и тука е обструкцијата за сето ова што се дозволи во законот да не се направи. Пошто сега 40% од тие легитимации со закон се задолжителни да се врши порибување. Значи федерација сега од целиот приход 40% мора да
да го даде да ги даде парите за прибување, 40% за заштита, а само 20% остануваат за работековно работење. Претходно со сите пари располагаше федерација, така да имаше пари за светски првенства и за едно друго. Сега нема. Сега ревизија не се прави на работењето, ревизија не се прави на трошењето на тие треба пари. да се они се должни со законот да поднесуваат извештаи вамо таму. Дама не гледаме ние тие јавно објавени каде колку е порибено едно друго, но тоа мислам дека има и контрола на тоа. Многу проблем. Може би и тука е обструкцијата, пошто затоа викаме сето тоа се тие 2 милиона, 3 милиона тука. Не е некоја голема сума која што не, ама некако провоцира тога да се направи криминал, мрежата тоа е и за инвестиции, и за тековно работење на институцијата. А може да имате, не 40.000 луѓе сте регистрирани. Многу сме регистрирани, стварно сме многу и голема бројка е и со ловџиите сме трета политичка партија. Каде најмногу се лови риба? На Вардар, во Охрид, во Преспа, Дојран? Во рибарница, мислам дека сега Таму најмногу, сите купуваме риби, што не патиме, купиме да не се вратиме дома празни. Не знам, сега никаде мат не се води, за ладно е, нешто има на Црна река, нешто на Глабочица, во Охрид за жал имаше овој период, зимски период, имаше каналот Студенчиста, едно зимовалиште кој обстојувало 2 милиона години, ние го уништиме последните 4-5 години со тие глисери и сега рибче не влегува, а таму риба имаше, вриеше, пошто беше мрестилиште, имаше 500 рибари дневно. Сега нема рибче таму. Да, зимовалиштето. Значи тоа успеавме да го направиме, да го уништиме зимовалиште 2 милиона години старо. Успешни сме за уништување. Со тие глисерите таму што се паркирани. Точно знам каде. Да, така да Се раскажуваат нови рибарски приказни? Колку се, види кога ќе се сретнеме рибари, нема крај, нема. Сакам да кажам, од колено на колено веќе одат, се измислуваат нови, има нови доживувања, нови ситуации, па околу тие возбудливи делови. Да, многу се возбудливи делови дека ги следат. Имаме и странни рибарски приказни, рибарски вистини, држиме тие работи. Да, држиме и некои константни и некој подкаст да направиме за да ги чуе гласот на рибари, не рибалка се вика и така да. Пошто треба да ни се чуе гласот. Голема бројка сме, а никаде. Од овие 40.000 колку бегаат од дома? Види, што се на вода, сите ти избегате дома. Еден нема дома. Еден вика, ја не бегам. Дали прекасате да бег сум рибарова, да, вика, бегам од дома. Ја не идам, не бегам, пошто вика, мене и жена ми дома ме остава да пијаме. Да, има и тоа, има варијант. Да, и ќе треба дека по кафаните да има овака сталаци капут, држаш за трска, држаш за трска, пошто човек кога дома за трски излезе нема каде ги остави. Си остава капут, си остава трска, држаш човек. Дека по риба. Да, и му дават бројче како на базен комплетно, за да знае кој е чива и си продолжува кафала на маса. Најнормално. Беше многу мило што разговаравме на оваа тема, ете малку и се пошегувавме на крајот. Јас ќе ве следам и ќе чекам да ми се јавите кога ќе ги доставите предлог измените во Министерството за земјоделие и за рибарство, за да видиме што како ќе се случува понатаму. Обавезно ви благодариме на поканата и ни беше чест да гостуваме. Да, уживав ја во разговорот. Благодарим и на вас, многу мило ми беше се најдобро и се надевам дека се ќе решиме работа. И потоа рибарски бистро за сите рибари, нормално. Така. Фала и многу седнаш. Благодарам. Почитувани, овде ќе направиме една кратка пауза, па се враќаме во студиото со вториот разговор.